Уште еден разговор во студиото, почитувани, продолжуваме на тема Агенција за катастар на недвижности. Со нас во студиото е првиот човек на агенцијата, господинот Борис Тунџев. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, добро е најдов. Агенцијата за катастар на недвижности е институција со која е поврзан безмалку секој граѓанин кој што поседува недвижен имот на свој име. Така е. Вие како агенција имате не само катастар за недвижности во Скопје, туку и во другите градови низ Македонија. Значи, колку оделенија имате и како функционираат? Агенцијата за катастар на недвижности, самата организацијска структура во овој формат како што е сега, е воспоставена со новиот закон за Агенција за катастар на недвижности од 2008 година. И е организирана со 29 подрачни оделенија и дирекцијата во Скопје со некаде околу 750 вработени. И во таа организацијска структура во рамките на Агенцијата за катастар на недвижности функционираат и поедини сектори, како што се секторот за финансии, секторот за логистика, секторот за човечки ресурси, секторот за внатрешна контрола и секторите кои што се содржани, поделени по оделенијата, согласно регионалната поделба на нашата држава. Сега, велите дека Агенцијата за катастар на недвижности работи ефикасно, но колку може да биде тоа ефикасно ако некој граѓанин кој што има имот во некој друг град, а не во оној кај што живее, мора да поднесе некакво барање за имотот кој што го поседува. Или, кратко кажано, зошто јас од Скопје не можам да извадам извод од катастар за некој имот надвор од градов? Тоа за Агенцијата за катастар на недвижности е завршено минато. Значи, дамнешно минато, затоа што согласно воспоставениот електронски катастарски систем, до 2016, односно 2017 година, граѓаните може за било кое населено место, без разлика каде и се наоѓа недвижниот имот, од било кој град или подрачно оделение, да извадат имотен лист за нивниот имот. Во 2017 година, односно на почетокот во 2018, сервисите на Агенцијата за катастар на недвижности ги избогативме и овозможивме секој еден граѓанин, без разлика на местото на живење, да во тој град поднесува барање за сите оние промени кои што се потребни и за сите документи кои што му се потребни од јавната книга, без разлика на местото на живење и без разлика каде се наоѓа недвижниот имот. Ако, например, сликовито да објасниме, ако имате за спроведување одредено решение за приватизација или одредено решение за оставинска постапка, живеете во Охрид, вие немате потреба апсолутно да доаѓате до Скопје, ако имотот се наоѓа во Скопје, току истиот тој документ по електронски пат си го доставувате, го поднесувате во Охрид, тој со нашиот систем се аплицира онаму каде што е недвижниот имот. Така да, оваа услуга апсолутно направивме во интерес на граѓаните да не бидат изложени на трошоци, затоа што до 2016 само имотен лист можеше да се извади за целата територија, додека таа услуга веќе се однесува на сите сервиси кои што ги нуди Агенцијата за катастар на недвижности, без потреба граѓанинот да оди во она место каде што е самиот тој имот. Тоа значи дека навистина ефикасно работите? Да. Така е и дефиницијата на агенцијата дека е сервис на граѓаните. Така, но неодамна бевте прозвани и дека не сакате да давате податоци за имотот на граѓаните на општините. Ова внесе малку забуна во јавноста. Дали е ваша обврска да ги давате овие податоци и што всушност во целава работа беше спорно? Видете, значи по самата дефиниција спомнав претмалку дека Агенцијата за катастар на недвижности е сервисно ориентирана институција и сите податоци во Агенцијата за катастар на недвижности представуваат јавна книга. Што тоа значи? Дека сите податоци се јавно достапни. Вклучително и податоците кои што и се потребни на општините.
Ние по однос по тоа што беше прозвана Агенцијата за катастар недвижности, излевавме со едно официјално соопштение во интерес на граѓаните и на пошироката јавност и биде јасно, но еве, јас ќе повторам. Станува збор за податоци од јавната книга кои што се однесуваат за податоци на недвижностите со кои што располагаат граѓаните. Тоа се податоците за недвижностите запишани во сите имотни листови. Општините ги бараат тие податоци со намера да имаат поефикасен систем за наплата на даноците на имот. Со тоа што ние кажавме дека да, тие согласно Законот за катастар на недвижности се јавно достапни податоци, меѓутоа за истите, без разлика за општините или за граѓаните или за било кое јавно предпријатие, се плаќа соодветен надоместок. За да излеземе во пресред и на барањето на ЗЕЛС, кое што беше јавно упатено и барање преку владата, најдовме заедничко решение со владата и одлучивме во измените на тарифникот тие услуги за општините да ги намалиме за 60%. Во апсолутни бројки, ако еден податок за една недвижност чинеше 50 денари, со намалувањето сега тој податок чини 20 денари за секоја една недвижност. Тоа е повеќе од символична цена. И уште еден факт, кој што не е незамарлив и кој што треба да биде јасен за јавноста, меѓутоа и за поголемиот дел на оние кои што се засегнати со ова прашање, е дека Агенцијата за катастар недвижности е само финансирачка институција. Односно, ако општините се финансираат од наплатата на даноците, на имот, од наплатата на сите други комунални сервисни услуги кои што ги нудат согласно ингеренциите и организацијската структура на локалната самоуправа, така и Агенцијата за катастар на недвижности, како само финансирачка институција, се финансира од дистрибуцијата и продажбата на податоците. Моje мислење е дека апсолутно 20 денара по недвижност, ако еден граѓанин плаќа сразмерно 3% или данок на трансакција на општините, годишен данок кој што е поврзан со вредноста на недвижноста, овдека ние на доместокот не го врзавме со вредноста на недвижноста, без разлика на вредноста, односно на решенијата кои што општините ги дистрибуираат. Така. Какви ви се односите и соработката со останатите институции во државата? Морам да кажам дека Агенцијата за катастар на недвижности има исклучително добра соработка, не само со општините, односно со органите во локалната самоуправа, туку и со сите институции од централната власт и министерството. Веќе спомнав дека и Агенцијата за катастар на недвижности е и национален координатор на активностите за националната инфраструктура на просторни податоци, онаму каде што се потребни тие податоци, сите институции во државата преку дистрибутивниот портал на националната инфраструктура имаат пристап до тие податоци. Она што е интересно е дека сите институции и сите професионални корисници максимално се сервисирани преку електронскиот катастарски систем. Ние практично и да немаме странки на нашите шалтери, освен оној кој што во моментот му треба и имотен лист во хартиена форма, сите државни институции имаат пристап со соодветни безбедносни протоколи да пристапуваат на податоците од јавната книга и сервисите на Агенцијата за катастар на недвижности, така да ние немаме лимити или ограничувања за која заинтересирана странка, институција или градежна компанија да имаат пристап до нашите. Единствен услов е да го потпишат договорот за користење на електронскиот катастарски систем. Неделава, односно во вторникот, имавте една завршна конференција. Што доби македонскиот граѓанин, а што доби Агенцијата за катастар со оваа завршна конференција и за што всушност, за каков проект всушност станува збор? Така. Во 2018 година Агенцијата за катастар на недвижности аплицираше за финансирање на проект кој што го носи називот Соработка за дигитална демократија.
Аплициравме преку меѓународната финансиска институција СИДА и Кралството Шведска, кое што обезбедивме висина на средства за тој проект од околу 2,5 милиони евра. Се работи за 5 компоненти кои што се работеа низ овој проект. Тоа е компонентата геодезија, воспоставувањето на адресниот регистар, развојот на IT, ИКТ системите, развојот на националната инфраструктура на просторни податоци. Меѓутоа, она што јас би сакал да го издвојам во овој проект и она што ме прашавте која е придобивката на граѓаните, тоа е воспоставувањето на единствениот регистар на улици и куќни броеви, кој што беше една помасивна теренска операција, односно за секој еден објект во нашата држава, ангажирани компании преку СИДА проектот и нашиот партнер шведскиот катастар Лентматеријат ги реализира теренските активности за снимање, односно прибирање на геопросторните локации за секој еден објект, по однос дали поседува куќен број, по однос на катноста, по однос на геопросторната локација, влезот на улицата, и тоа е еден основ за успешно воспоставување на адресниот регистар за цела територија на нашата држава. Цело време зборуваме за тоа дека Агенцијата за катастар на недвижности има јавни податоци, дека станува збор за транспарентност, дека речиси се е достапно до граѓаните, што им е потребно, се разбира. Што вие како институција смеете, а што не смеете да дадете како податок? Јас овдека ќе се надоврзам дека и ќе кажам дека навистина онака како што е во законот дефинирано, дека податоците од катастарот на недвижности, податоците од инфраструктурниот катастар се јавно достапни податоци. Што значи тоа во секојдневниот живот? Преку сите сервиси кои што ги има воспоставено Агенцијата за катастар на недвижности, преку сите дистрибутивни системи, вие денеска можете да имате увид во податоците за секоја една недвижност по однос на површината, по однос на собственоста, по однос на која адреса или локација се наоѓа. И јас сакам да укажам и да потенцирам дека нашата држава, Република Северна Македонија, го има еден од најотворениот вид на катастар на недвижности не само во регионот, туку и во Европа. Вие можете за секој еден имот да добиете увид во податоците, да добиете информација за начинот како е тој имот стекнат и како е запишан со кои правни основи. Тоа е еден исклучително либерален систем воспоставен, кој што можам одговорно да тврдам дека е еден од полибералните системи. Значи, во секој момент не станува збор дека, ќе се надоврзам и на прозивките, дека Агенцијата за катастар крие податоци за одредени. Не, апсолутно тоа не е вистина. Поголемиот дел од пошироката јавност, кој што се бави со таа проблематика, како нотари, адвокати, извршители, па и секој граѓанин, која ќе поднесе барање за увид во збирката на податоци од јавната книга, добива пристап, така да апсолутно сме отворени за и према граѓаните. Не постојат податоци кои што вие ги имате, а не се достапни? Апсолутно не постојат, дури ние сега во подготовките и она што е тенденција во Европа и во светот, работиме и се надевам дека од нова година голем дел од архивските податоци кои што се однесуваат на податоците за недвижностите ќе бидат отворени за користење. Сега вие сите овие податоци се од информативен карактер. Можете да се информирате, меѓутоа посебно за старите топографски карти, за старите авионски снимки и така натаму, се очекува и така е и тенденцијата, и така се европските директиви, да бидат отворени податоци, односно да можат да бидат користени истите и за други комерцијални цели. Живееме во време на информатичка технологија, живееме во време кога се ни е некако достапно преку интернет, катастарот е модернизиран, па се е достапно преку интернет.
колку сме заштитени, колку ни се заштитени податоците? Тоа ќе биде не само за Агенцијата за катастар на недвижности, туку и за сите оние институции кои што располагаат со осетливи податоци, кои што располагаат... Тоа се огромни предизвици за сите нас. Тоа се огромни предизвици, посебно гледајќи од аспект дека информатичката технологија, а не само од хардверски аспект, туку и од софтверски аспект, напредува исклучително брзо. И тука, ако ги гледате вие хардверските компоненти, животниот век на тие системи е некаде околу 5 години, што тоа во пракса значи дека на секои 5 години вие морате да ги осовременувате самите сервери, самите бази на податоци и системи кои што ги сервисираат сите тие апликации кои што се. Меѓутоа, исто тука треба да ги развивате паралелно и апликативните софтвери, затоа што веќе имаше и неколку обиди за нарушување на таа безбедност на тие податоци. Никој не може да биде имун тука, затоа што од една страна вие кога ги развивате системите за заштита, од друга страна тие некои непознати развиваат системи како да ги пробијат. Некои велат дека прво се развива начинот како да се пробие системот, што треба да го измислат. Меѓутоа, граѓаните на нашата држава може да бидат спокојни, затоа што Агенцијата за катастар на недвижности поседува собствен заштитени сервери кои што се на друга локација и апсолутно тука не станува збор дека одредени податоци можат да бидат пробиени или украдени, може привремено да бидат прекинати одредени сервиси, дали се комуникацијски сервиси, дали е пристап на веб страна, меѓутоа по однос на базата на податоци, податоците за граѓаните може апсолутно да бидат спокојни и мирни. И како за крај на разговорот, да би можеле уште многу да зборуваме, кои се плановите што ги имате за во иднина? Па, ова сега што го дискутиравме е еден од идните планови. Ние исклучително работиме на подигање на безбедноста на информатичките системи, безбедноста на податоците. И она што е чекор понатаму во осовременување и заштита на тие податоци е започнуваме со дигитализација, односно скенирање на сите аналогни документи, почнувајќи од 1928 година, кога е започнат првиот премер, значи сите геодетски податоци и првите податоци кога се за сите недвижности, тапиите, поседовните листови од стариот систем и така натаму. Започнуваме со еден проект кој што ќе биде долготраен, меѓутоа се работи за огромен број на хартиена документација, која што е од траен карактер. Истата планираме да биде целокупно скенирана, заштитена на посебни сервери. Продолжуваме со политиките на интеграција по НАТО стандарди на нашите топографски карти. Се подготвуваме сите топографски карти кои што ги произведуваме во рамките на картографскиот сектор, да почнеме да ги произведуваме по НАТО стандарди и она што е најинтересно, подготвувањето на новата законска регулатива, која што два нови закони, Закон за катастар на недвижности и регистри и Закон за геодетска дејност, кој што во моментот е во процедура како подносител Министерството за правда. Станува збор за еден современ закон, каде што се имплементирани голем дел од европските директиви и по однос на геодетските системи и катастарските норми, меѓутоа сервиси кои што во голема мерка ќе го олесни сервисот кон граѓаните. Имаме предвидено да завршат малтретирањата на граѓаните по судовите, односно ја укинуваме управната постапка, управните судови, ја воведуваме второстепеноста, за да може граѓаните секако сите права да ги решаваат во рамките на нашата институција. Ете, тоа нека биде поводот за нашата следна средба. Се надевам дека наскоро ќе ја завршите и таа обврска. Ви благодарам, господине Тунџев, што бевте денес заедно со нас во емисијата во живо програма на Градови. Се надевам дека и граѓаните добија одговори на одредени прашања. Ви благодарам и на вас на поканата. Ова е неисцрпна тема, меѓутоа ја оставиме на располагање секогаш кога има потреба во интерес на граѓаните да бидеме сервис.